Од едномесечно бебе до училишни деца е моменталната состојба со хоспитализации во клиниката за белодробни заболувања Козле. На болничко лекување имаат 60 пациенти и кај нив респираторните инфекции се со потешка клиничка слика која не може да биде третирана во домашни услови. За едно деноноќие лекарите прават до 150 прегледи, но се уште немаат потврден случај на грип. Обично вирозите почнуваат со растечено носе, со покачена телесна температура, може да има кашлица. Неколку дена би требало дома да се следи детето, доколку не ескалираат симптомите. Сега ако почне отежнато да диши забрзано, да диши со стомачето, така ќе го приметат родителите, или кашлицата да станува поинтензивна, тогаш секако треба да се обратат на лекар. Првично би требало на матичен лекар, па ако има потреба, во нашата установа за хоспитализација. Отежнато дишење, свирење во градите и зголемена телесна температура се најчестите симптоми поради кои родителите спасот за своите деца го бараат во клиниката Козле. Иако гужвите почна, од установата вела дека се уште имаат простор за хоспитализации. Дел од оние кои се на болничко лекување имаат потреба и од кислородна поддршка. Неколку пациенти во моментот примаат кислородна поддршка, дали континуирано или дисконтинуирано. Обично децата кои ќе заспиат во сон имаат повеќе потреба од кислородна поддршка. Меѓутоа не се многу. Повеќе тоа се доенчињата, помалите деца со бронхиолити. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, не е зголемен бројот на децата кои се пријавени со симптоми на грип или заболувања слични на вирусот. Лекарите пикот го очекуваат во јануари. Сања Димитровска, Сител телевизија.